Добар ден, Јована. Третото линковско вклучување го реализираме токму од Копча, така што во наредните минути пренесуваме позитивна приказна за нешто што одлично функционира и секако е од корист за нашето општество. Така што во продолжение разговарам со Александра Ристевски од од Копча, така што ќе ни откриете како функционира сето ова и колку време пред се го имаме како достапно, негде каде што може да се помогне, да се подаде рака и едноставно да се даде нов живот на обликата. Добро утро. Добро утро, ви благодарам за просторот и за можноста да зборуваме за вакви позитивни приказни кои што ги имаме во Црвениот крст, а кои што преку едни вакви комуникацијски канали сакаме да ги пренесеме до нашите граѓани. Црвениот крст од секогаш се занимавал со облека. Граѓаните знаат дека тие може да дојдат во Црвен крст, да остават облеката и понатака знаат дека таа треба да заврши во одредени хуманитарни цели. Веќе во 2018 година рековме дека е време можеби малце да се реорганизираме за да бидеме поблиску до оние целни групи на кои што всушност ние постоиме. Ја отворивме продавницата Копче, која што всушност функционира како едно социјално предпријатие, што подразбира дека облеката тука покрај тоа што се донира, се дистрибуира бесплатно за оние целни групи кои што се навистина во ризик, но дел од овие парчиња може и да се продадат. Тие се продаваат по една символична цена, значи тоа навистина не е ништо скапо, секој може да си приушти, а збориме за луѓе кои што купуваат, кои што се високо освестени за животната средина која што сака да ја зачуваат, за тие кои што знаат дека облеката треба да и се даде втор живот, дека таа треба да се реупотреби, дека таа треба да се рециклира и дека може повторно да се искористи пред да заврши, да речам, на тотален еден отпад. Потоа овде исто така дел од лицата кои што се во еден социјален ризик, како на пример мајки мигранти кои што го поминуваат процесот на реинтеграција во нашата земја, исто така го добиваат своето работно место се со цел да бидат финансиски нестабилни, да може да дадат на поддршка на своите деца. Секако даваме поддршки на самохраните родители, сите оние кои што се во еден таков ризик. Тоа всушност значи социјално предпријатие, да самата продавница нема обрт на пари, туку парите се наменски наменети за тие лица за кои што всушност и постоиме. И сега, освен овој дел дека граѓаните може да купат дел од парченца облека, општинските организации кои што функционираат на територија на градот Скопје дават потврди на лица кои што се во социјален ризик, а претходно се прави проценка дека им е потребна облека, тие добиваат бесплатно облеката. Значи тие си доаѓаат со ваучерот и си добиваат се она што секој граѓанин кој што да речам сака да си го зачува своето достоинство, значи може да го купи. Имаме доста компании да речам кои што донираат облека, имаме доста граѓани кои што се индивидуално освестени, кои што сакаат да дадат поддршка на нашата продавница, што и како мислам дека е добро, значајно и важно. Голем дел од таа облеката исто така не завршува на индивидуалниот пазар, граѓаните кога ја купуваат, туку често пати ја донираме во мали детски домови, но психијатриска болница во Демир Капија, Демир Хисар, бидејќи Црвен крст кој што има најголема мрежа низ државата, секако дека има поддршка со сите граѓани и со сите институции на кои што помошта им е потребна. Така. Во однос на донирањето, верувам дека години назад веќе сме навистина со јавна свест и дека граѓаните донираат облека која што веќе не ја носат. Меѓутоа, како стоите во однос на делот на купување облека од втора рака, колку тука може би ни недостасува уште малку едукација или пак свесност? Затоа кажав, секогаш е добро да се промовираат ваквите, да речам, катчиња во кои што граѓаните некој знае, некој повторува, некој за прв пат ја добива информацијата, дека може и да се донира, дека може и да се купува. Можам да кажам дека како организација сме задоволни, но секогаш можеме повеќе и како заедница да се движиме напред, бидејќи колку одиме заедно напред, толку стануваме секако и подобри. Доаѓаат граѓаните кои што купуваат. Интересно е да се спомене, еве го кажуваат тоа и колегите кои што работат тука, значи се изненадени граѓаните кога ќе влезаат од позитивната атмосфера, од начинот на кој што е средено, бидејќи сета облека која што е донирана всушност претходно се пере, потоа ако има некаде дупченце се сошива, значи имаме волонтери кои што даваат поддршка за сето тоа, таа се пегла и потоа навистина се изложена на убав начин како што може и сега да се види. Целата роба е брендирана еве со знаковите на Црвениот крст на секаде околу нас. Така да имаме граѓани кои што кога ќе влезат првпат, ќе ја почувствуваат атмосферата, повторно се враќаат, да најдат и некој подарок, уште нешто за себе, нешто за своето дете и така натака.
Јас се сеќавам од 2018 кога отворивме продавницата, значи сакавме да им покажеме на граѓаните дека за секое парче облека стои приказна. И граѓаните ги замолувавме кога ќе донират нешто да напишат. Фустанчето го носеше мојата ќерка кога тргнава првото оделение, или не знам, ова е матурски фустан од мојата ќерка, или ова облеката што ја носеше мојот син за матура и така натака. Така да мислам дека тоа се некои приказни кои што го топлат срцето, и ако некаде облеката, парчето облека донела среќа, посакувам истото да биде и во некој друг дом или да речам во домот каде што се купува. Така да секогаш може повеќе, како што кажувам, и овај нека биде и ова повик граѓаните да дојдат, да ја поседат нашата продавница, да купат, но секако и да донират облека. Александра, еден мал совет, можеби за оние кои што прв пат ќе донираат токму во Копче или пак ќе дојдат да купат гардероба. Меѓутоа за оние кои што сакаат да донесат совет во однос на тоа како треба да изгледа или да биде спакувана гардеробата која што ја проследуваат, меѓутоа и кои се локации се достапни за да се остави гардероба и да биде донирана. Да, одлично. Значи не е само тука дека може да се достави облеката, може да се достави во нашиот магазин во Момент Поток, кој што работи секој ден од 8 до 16 часот. Копче може секој ден да се донира исто така од 8 до 16 часот, но и работи во сабота, што е добро бидејќи сме на некој начин достапни до граѓаните, бидејќи тие одат на работа, имат своји работни ангажмани. Во сабота до 14 часот. Имаме уште неколку локации. Едната локација е пред хуманитарниот дом Даре Џамбас, каде што се поставени 2 контейнери облека, потоа во Црвениот крст Карпош, потоа во Црвен крст Газибаба, Црвен крст Кисела вода, потоа во општината во Кисела вода, отприлike 9 контейнери каде што граѓаните може да ги постаде да ја остават облеката. Се често пати се случува некој од контейнерите да е полн. Сакам да ги информирам граѓаните дека тие се празнат 2 пати во текот на денот. Но сепак Скопје е најголемиот град, голема фреквенција има, така да и да се случи некогаш облеката да е преполн, например, може секош да се пише на нашите социјални медиуми, да се алармира, бидејќи знаеме дека често пати доаѓаат и лица кои што ја влечат облеката и навистина тоа не е една слика која што кажува и покажува за нашиот интегритет. Така да треба да бидеме заедно со нашите граѓани, да речеме, од истата страна. И сега каква треба да биде облеката? Некои зборуваат треба да биде на хемиско чистење. Значи не, никако, значи. Облеката треба да биде испрана, треба да биде чиста, треба да биде уредна, не треба да има дупки на себе, не треба да биде стара од 63-та година. Значи идејата е дека даваме втора шанса на облеката. Некој да ја облече, некој да биде гор, да биде чист, да биде среден, да биде спастрен кога ќе излезе и кога ќе го носи тоа. Да не се чувствува помалце, да речам, со достојанство од било кој друг човек кој што се движи, да речам, низ улиците на Скопје. Сега често пати таа се поправа, значи колегите, волонтерите тоа го средуваат за да изгледа се во овака како што изгледа. Но и самиот граѓанин кој што е првиот извор и првата стартна точка на патувањето на облеката да се погреши да биде таа како што треба. Оти знаете како, парчињата кои што не се за употреба и ние ги рециклираме, ние ги уништуваме, ние ги или ги искористуваме понатака. Едно време правевме некои детали со пачворк техника, но едноставно и тоа не е едноставен пристап и тука треба да се обучуваат волонтерите и така натака. Така да самите граѓани ќе ни помогнат доколку ја спакуваат облеката на начин на кој што треба да се спакува. Како што кажав, тука може да се донесе, тука може да се купи и да се остави на сите останати локации. Каде што на вистина може да стигне до крајните корисници кои што веќе ги набројав. Секој обичен граѓанин, секој ден од нас може да биде купувач, но често пати тоа се лица во ризик, често пати тоа се лица кои што се сместени во институциите, за кои што нашите граѓани солидарно, хумано помагаат за да стигне облеката до крајната дестинација. Александра, благодарам многу за денешниот разговор. Се надевам дека овие информации ќе пристигнат до вистинските луѓе, односно до секој граѓанин кој што има повеќе облека да ја донира или пак да дојде и да ве посети тука со цел да избере нешто и да купи по символична цена. Ви благодарам многу и секогаш да бидеме хумани, солидарни и да си даваме поддршка едни на други.